Добар ден, почитувани, добре дојдовте во магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денешната тема може би звучи малку невообичаено, но родителите сакаат да бидат информирани за столицата на нивното бебе, што е нормално, а што не. Каква треба да биде столицата односно содржината на пелената кај бебињата кои што се хранат со мајчино млеко, а каква кај бебињата кои што се хранат со адаптирано млеко. Се случува ли некаква промена кога ќе се воведе до храната или пак кога ќе почнат да јадат цврста храна? Зошто се вуваат инфантилни колики, односно грчеви кај бебињата, поврзано ли е тоа со столицата? Дали бебињата кои што имаат зелена столица значи дека се гладни? За сето ова детално од разговорот со денешниот гостин, почитуваниот примариус доктор на медицински науки Душко Фидановски, специјалист по педијатрија, неонатолог во Аџибадем Систина. Докторе, добре дојдовте во 0+ месеци. Добар ден. Се менува ли столицата кај бебињата како што созрева нивниот дигестивен тракт? Да, секако столицата си има своји карактеристики, зависно од тоа која е возраста на бебето. Најголемите промени се случуваат во првите практично месеци од животот и исто така влијание има секако и исхраната, што е тоа што го внесува бебето како храна. Иако знаеме дека првите 5-6 месеци обично е само млеко, без разлика дали е тоа мајчино млеко или се работи за некоја од млечните формули, сепак има некои разлики во столицата на децата кои што се хранат со едниот или другиот тип на исхрана и секако други патолошки состојби можат нормално да влијаат врз столицата, меѓутоа има голем број на состојби кои што се нормални, кои што велиме ние ова е физиологија, ова е нормално, а сепак може да малку отстапува од нормалното па да представува загриженост кај родителот. Да речеме бројот на столиците, ќе започнеме од тука, доктор. Еве можеме да почнеме со бројот на столиците. Еве, кај доените бебиња, колку често тие ги празнат цревата, може ли да се случи бебето да кака после секој подој? И тогаш родителите креваат паника. Да, тоа е вообичаено во текот на првиот месец, посебно првите 2-3 недели, децата имаат бебињата, посебно тие што се на мајчино млеко, имаат многу чести столици. И доаѓаат загрижени родителите, велат моето дете има диареја. Што тоа значи? Има, да речеме, 10 столици во текот на денот. Веднаш првото прашање како таа столица изгледа. Значи, ако столицата на бебе кое што е доено е жолта по боја, значи тоа велиме ние, нели, еден израз постои златно-жолта или портокалова, тоа е столица која што е очекувана боја на столица кај дете кое што е на мајчино млеко. Иста таква столица, слична на таа, имаат и децата кои што се хранат со формула. Таа може да има малку поинаков мирис, заради тоа што сепак се работи за кравје млеко и може да е малку потврда, погуста. Значи конзистенцијата се разликува. И е битна исто така и конзистенцијата. Значи тие се двете работи кои треба да се расчистат, дали е бојата златно-жолта и дали конзистенцијата е ни многу течна, ни многу сува. Ако е тоа така, тогаш бројот на столици воопшто не е важен. Ние велиме може да има и 5 столици во текот на денот или на 5 дена една таква столица и едното и другото велиме дека е нормално и очекувано. Тоа е заради брзиот метаболизам кој што постои, односно перисталтика на цревата, која не е уште регулирана во првите денови кај децата и заради тоа што дигестивниот тракт, цревата кај новороденото, па и кај доенчето во првите неколку месеци се уште не е комплетно спремно да ја прифати храната како нешто што е туѓо, страно, кое дотогаш не доаѓало во контакт со него. Се уште не се создадени сите оние производството на оние ензими кои учествуваат во дигестијата, во варењето, се уште го немаат постигнато своето ниво, ги нема создадено оние нормални цревни бактерии кои нормално треба да ги има. Тој така наречен цревен микробиом, кој што е многу сега популарен и многу се испитува во цревата, кој се создава во првите месеци. Сето тоа влие на тоа да столицата биде поразлична во тие први недели, месеци од животот и да бебето има одредени тегоби. Тегобите кои што се јавуваат кај бебињата, најчесто се заради тоа што се уште прилагодувањето на храната трае во текот на првите месеци, тоа е обично 3-4, кај некој знае и 5 и 6 месеци да
да трае. Таа состојба, така, повелете, да. Таа состојба нели е тој период на адаптација кој што е нормален, се смета дека и така и во пракса многу полесно поминува кај бебињата кои се на мајчино млеко, на доење, отколку овие кои се на формула, бидејќи мајчиното млеко е идеална храна и по состав, и по карактеристиките и по количината која што се создава е идеално прилагодено за потребите на бебето. Сите други храни, овие формули адаптирани се всушност на основата е кравиото млеко, потоа се прават разни адаптации фабрички. Но ниту една адаптација не е идеална, не е совршена. Адаптација апсолутно е далеко од идеалната, затоа велиме дека идеална храна за бебињата е мајчиното млеко. млеко. Докторе, се случува бебињата кои што цицаат и кои што имаат дури 7 до 10 столици во текот на денот, преку ноќ да престанат да ги празнат цревата и тоа да трае со денови. Дали отсуството на столица кај доено бебе е причина за загриженост? Има и таква состојба, ретко се случува ова кај деца кои што се доени. Обично се случува кај деца кои што се на формула. Значи да нема такво редовно празнење. Во принцип, децата кои што се на вештачка исхрана имаат помал број на столици во текот на денот. Колку во текот на денот, обично? Па може да имаат од 1 до 3 максимум, а овие што се доените може да имаат и, како што рековте, 5-6, па дури и после секој оброк да ги празнат да има празнење. Тоа што порано се велеше дека кај деца кои што се на доење може да се чека 7 дена да нема столица. Значи може да нема недела дена столица, доколку после 7-миот ден, да речеме, бебето изгледа добро, значи општата состојба е добра. Расположено е. Расположено е бебето, си цица, не му е многу надуено стомачето, кај нив се сите обичаено стомачињата се малку, да речам, подуени, меѓутоа да не е екстремно многу тоа, да нема повраќање, доколку сето ова може да се чека. Сега дури ставовите се менуваат, се вели дека може и 10 дена, дури 2 недели да се чека, да нема столица. Ако детето одлично изгледа, добро напредува, не повраќа и нема никакви тегоби, тогаш може да се почека, да не се превзема ништо и не треба тоа да представува паника кај родителите. Многу често родителите доаѓаат за преглед дури и после 24 часа кога нема детето столица, бидејќи до тогаш имало. Така исплашени дека има запек. Да, тоа е знак дека веќе работите почнале да се регулираат, дека веќе состојбата на дигестивниот тракт се прилагодува, веќе е спремни се цревата да ја прифатат храната и да почнат добро да ја обработуваат, да ја варат. Секако доколку сето од ова е обратно, значи нема столица и има тегоби, значи детето повраќа, не е добро, не сака да цица, стомакот е многу надуен, може некои други симптоми да се појават, тогаш треба да се реагира дури после 2-3 дена, не да се чека 7 или 10 дена. Докторе, доколку детето се храни со адаптирана формула, има простор за чекање од неколку дена? Да, има исто простор за чекање, посебно тоа сакав да кажам, кај децата кои што се на формула, кај нив почесто се случува да немаат неколку дена столица. И потоа да добијат столица која ќе биде може малку инаква со изглед отколку дотогаш, да речеме бојата да биде потемна, да биде столицата посува, посебно првиот дел да речеме, тој кој што прави проблем. Меѓутоа децата кои што се на формула се склонни кон тоа да немаат толку чести празнења. Меѓутоа веднаш треба да се каже тука што представува вистински обстипација, запек. Така, кои се знаците? Да. Тоа е нешто што обично трае подолго време, значи не една недела само, него се случува веќе неколку недели, по дефиниција некаква дадена од препораките од комитетите кои што работат со исхрана и со дигестија кај децата, се вели дека за обстипација смета дека доколку има помалку од 2 празнења дневно, неделно. Значи помалку од 2 празнења неделно и тоа да е столица која што е сува, тврда, она изгледа како суви топчиња практично. Тоа е веќе под дефиниција запек. Се што не се вклопува во овие 2 работи, значи бројот на столиците и изгледот, тоа не е обстипација. Ако, да речеме, бебето
после недела дена добие столица која сосема нормално изгледа, тоа не е обстипација ако имало една столица во текот на неделата. Добро е што го разјаснивте. Мислам дека многу ќе им значи на родителите, кои што сега ќе ги поканиме да се вклучат во денешната телма амбуланта на телефонскиот број 3076-677, примариус, доктор на медицински науки Душко Фидановски, специјалист по педијатрија, неонатолог Ваџи Бадем Систина е денеска гостин во 0+ месеци и тој ќе даде појаснување на најчестите дилеми и грижи на родителите поврзани со пеленската содржина, но и содржината на нокширчето на нивното дете. Докторе, кога бебето нема да ги испразни цревата, понекогаш родителите се обидуваат да ја стимулираат перисталтиката, па ќе земат топломер, на врвот на топломерот ќе стават малку павловичева маст, потоа ќе интервенираат во анусот или некој стават сапунче, некој чепче. Дали е тоа практика што треба да се применува? Не треба да се применува, бидејќи на некој начин уште повеќе излегуваат од форма цревата. Значи, се навикнуваат и потоа ќе има потреба од честа употреба на ваква процедура, стимулација која е инвазивна сепак и која што не би ја препорачал да ја прават родителите во домашни услови. Ако треба да дојдат на лекар, па лекарот ако процени дека треба такво нешто да се прави, ќе го направи тоа стручно за да помогне евентуално. Обично повторувам, предниот дел на столицата е посув, тој кој што треба прв да излезе, нели? И тој прави како чеп. Така. И тој треба малку да се разбие за да може да се добие столицата, меѓутоа тоа треба да се направи стручно. Постојат, може во домашни услови, во случаи кога не може, кога не сака или не може да дојде на лекар, постојат специјални микроклизми, ги викаме ние, тоа се практично парафински клизми. Парафинот е средство кое што ја омекнува столицата, ја овозможува да полесно склизне од цревото да излезе надвор. Дури постојат и апликатори малецки, тој парафин, тој глицерин се наоѓа во апликаторот и може во домашни услови да се направи практично таа клизма која би ја правеле инаку во болнички, во амбулантски услови. А помага ли она масажа на стомачето? Помага, сето тоа помага, да. Апсолутно, затоплување, на стрелките на часовникот, потоа ноџињата, движење благо, возите велосипед, виткање на нозете на надколениците према стомачето. Секако сето тоа може да помогне да се добие столица. Меѓутоа повторувам уште еднаш доколку општата состојба на детето е добра, детето добро изгледа и сосема нормално е се друго, освен тоа што нема столица, да не се крева паника, барем 7 дена ако можат да издржат, ако не повеќе да бидат смирени. Докторе, добивам знак дека имаме гледач кој што очекува вклучување. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до емисијата. Благодарам. Сакав да прашам, моето бебе сега ќе прави во недела 2 месеци, а докторот спомна дека првите неколку недели е нормално да има 10 пати столица, а ние се уште имаме од 10 до 15. Некогаш помалку, некогаш повеќе. И сега дали треба да се направи некакво испитување за интолеранција на каков начин се храни вашето бебе? На доење. Така, добро. Благодарам, поздрав. Ви благодарам и на вас за вклучувањето. Доктора? Да, тука пак треба неколку подпрашање, едно веќе го поставивте. Дали се уште сте на линија, дали се уште имаме гледачката, еве не се исклучи, добро. Треба да се види како изгледа таа столица, тоа се чести столици, навистина празнења. Ја реков 10, до 10 може да има, меѓутоа 15 ако е секој ден тоа. Тоа е веќе зачестена перисталтика, детето е веќе 2 месеци, значи веќе најголем дел од таа адаптација е на цревата, на храната е завршена или е при крај. Добра. Така да не би требало да има толкав број на столици, меѓутоа повторувам уште еднаш дека треба да се разберат и некои нови други работи да се добијат како податоци, тоа изгледот на столицата, бојата на столицата, што конзумира мајката, исто така е многу важно. Тоа е значи важно. Каква може храна храната јаде, дали што ја дава конзумира пробиотик? мајката да потикне чести столици кај бебето. Да се многу е битно да се добие податок како таа столица изгледа, за да се види дали е тоа патолошка работа или не и како детето напредува, дали има повраќање плюс од ова и детето е веќе 2 месеци да се види колку добило во тежина
во последниот период или барем ако не оди на редовни контроли да се направи споредба со родилната тежина. Така да во секој случај препорачувам на гледачката да направи педиатриски преглед за да сите овие работи се расчистат пред да се каже дали има место за некаков проблем, за грижа или па се работи за нешто што е, да речеме, можеби лесно отстапување од нормалата, од физиологијата. Имаме уште еден гледач. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете. Од Струмица. Поздрав за сите до емисијата. Благодарам. Докторот. Вака сега, ние имаме бебе 5,5 месеци веќе. Е на интензивно доење. Почнавме со воведување на кашички, меѓутоа од 4-ти месец бебето многу ретко има столица и многу тешко. Во мојата исхрана е внесена повеќе течности по препорака на педиатри, меѓутоа со столицата имаме проблем. Мора некако да ја помагаме, се прави вежби, се масира стомачето и се, но никако не може да се регулира столицата. Гасови да, меѓутоа столици многу ретко. Дали и тука станува збор за некаков проблем или? Така, докторе, некој подпрашање само да немате? На доење слушнавме дека и сега е почнато од дохраната е почната. Дохраната е од сега од 5-ти месец. Нема дохрана на млеко, само кашички во ведро. Само кашичките мислев, да. Дали е тоа овошје или е зеленчук? Па тиква, морков, јаболка, избегнуваме банана поради нели столицата. Така. Се уште само со тоа, со некои така се уште, значи базични вкусови, основни вкусови сега воведувате. Добро ви ги воведовме со кчињата, имавме столици. Потоа кога ги воведовме кашичките, тогаш настана проблемот. Добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Се случува, доктора? Се случува да после 4-5 месец, посебно кога ќе се почне со внесувањето на друга храна освен млекото, да се појави ситуација во која што ќе има по-ретки празнења, значи помал број на столици и ќе има повеќе гасови, тоа е заради тоа што се внесува нова храна, со тоа да ја не би препорачал кога се внесува прв пат друга храна, не млечна, да не биде тоа овошје, посебно не овошје кои што ствараат обстипација. Како што е па и тиквата, да, во таа група, бананата, морковот исто така, јаболкото исто така знае да биде нешто што ќе направи потврста столица. Обично моите препораки се да се почне прво, да, до 5 месеци е одлично, дури до 6 месеци да се дои, тоа е експлозивно доење. И после 5-тиот месец да се размислува со внесување на зеленчук. Значи мојата препорака е прво зеленчук, а дури после месец дена да се внесе овошје. Може да се внесе некое сокче овошно, од слива, крушка или нешто што би можело да влие на празнењето. Значи, ова е нешто што е вообичаено, не сметам дека се работи за некаква состојба патолошка, дека не е причината воведувањето на храната и треба да се воведе, време е да се воведе храна, можеби да се додаде пробиотик, бидејќи пробиотиците кои што се даваат за да се намали бројот на столиците, нели, кога има детето диареја или човекот кога има диареја, тие се даваат исто така кај луѓе и кај деца кои што имаат обстипација. Значи нивниот за регулација на столицата. Практично треба да ја регулира состојбата, посебно кога се внесува храна која што е различна од дотогашната, како што е овој случај, нели, внесени се овошје, а дотогаш било само на мајчино млеко. Имаме уште еден гледач. Пред да преминеме на нашиот денешен концепт, ќе им дадеме предност на гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака, имам бебенце 2 месеци и 1 недела и е на адаптирано млеко без лактоза. Меѓутоа се уште има грчеви и плача по 20 часа на ден. А столицата му е темно-зелена. Темно-зелена столица и бебе Зошто е безлактозно млеко? Зошто е безлактозно млеко? Рече гледачот дека е безлактозно млеко дадено. Така, зошто детето прима? Дали е тоа по препорака? Педиатарот ни рече дека по предпоставка дека детето е интолерантно на лактоза. А што е проблемот сега? Бројот на столиците, изгледот на столицата, ненапредување?
Значи проблемот е што 20 часа на ден плаче има Без прекин плач. грчеви, да кажем. Така, има грчеви, постојана плач. Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Да, ова е веќе сега и некои од темите кои што веќе ги Што нафрливте. треба да бидат следни во Да, емисија? инфантилните колики се присутни во првите 2 месеци секако, дури по статистики што се правени во текот на вториот месец се поинтензивни отколку што се во третиот и во првиот месец, значи ова е период на најинтензивни стомачни тегоби. Една од причините за појавување, тоа е повторно поврзано со адаптацијата на дигестивниот тракт на бебето на млекото. Се уште не е спремно да го комплетно прифати, да го свари, да го дигерираат, се ослободуваат материи кои што доведуваат до создавање на гасови, на болки кај бебето и очекувано дека ќе ги има тие тегоби. Голем процент, всушност сите деца имаат некакви стомачни тегоби. Мал процент на бебиња, да речеме некаде околу 5 до 10% имаат, да ги наречам, екстремно тешки форми на стомачни болки, инфантилни колики, што значи плачење со часови. Таму постои некој правило на број 3, мислам дека е тоа најмалку 3 часа да плаче бебето, да се појавува најмалку 3 пати неделно и да обично се појавува после 3 часот попладне. Тоа се типични оние знаци дека се работи за класични инфантилни колики кои може да траат и 3 па и 4 месеци, меѓутоа интензитетот се намалува потоа. Една од причините може да биде и неварењето на млечниот шекер, лактозата. И предпоставувам дека тука е тоа сватено како таква некоја состојба од страна на матичниот лекар кој што дал безлактозно млеко за да му помогне на бебето да се намалат тегобите. Меѓутоа еве гледаме дека и понатаму трае истата состојба. Значи дека не е само тоа, дека има и други причини кои може да ги потенцираат коликите. Времето е тоа кое што ќе ги работите смени, треба да се издржи овој тежок период на вистина, со тоа да морам да кажам дека повторувам уште еднаш дека мал процент од бебињата имаат вакви екстремни тегоби, освен треба да се внимава да не се влезе во нешто што е под оквирот на физиологија, да се испушти нешто што е патолошка состојба, да се види има и други причини кои што може да доведат до такви чести столици, да се види како детето напредува, дали добро напредува или не, и да се бараат други причини за толку честите столици со изменета боја и болки. Значи, тука се различните форми на интолеранција, не само на млечниот шекер, туку и на протеините на кравиото млеко. Ова дете хрането цело време со адаптирано млеко, тоа е кравио млеко всушност, сега е дадено безлактозно, меѓутоа во тоа млеко се намалени или се отстранети млечниот шекер, меѓутоа и понатаму основата е кравиото млеко. Може и тоа да биде причина за такви тегоби кои што ги има бебето, и секако повторувам уште еднаш давањето на пробиотици во првите месеци задолжително секој ден, токму заради помагање на цревата да се полесно адаптираат на новонастанатите услови. И нормално треба да се исклучат и некои други работи, можеби. Тоа е период кога се уште децата ги немаат примено оние први вакцини во кои спаѓа и рота вирусната вакцина. Рота вирусот знае исто така да направи проблеми големи кај децата, да оди со болки, со чести столици, и тоа на оваа помала возраст. Така да треба повеќе работи, значи многу тешко можам да одговорам сега и да кажам. Така потребен е преглед за да може да дадете конкретен одговор за што се работи. Ова се вака некои нафрлање на работи кои може да дојдат како во предвид. Значи потребен е педијатриски преглед за да се или да се обрадат повторно кај матичниот лекар кој што веќе им го дал тоа безлактозно млеко, тој ја има веќе еволуцијата на состојбата, ја има во предвид, така да може многу полесно да дојде до следен чекор. Тоа е нешто што треба друго да превземе, во зависност од тоа на што се сомнева. Ова се работите физиолошки и патолошки кои може да доведат до ова што го кажа гледачот како проблем што го има. Ајде уште еден гледач да слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ознака, сакам да го прашам докторот. 4 месеци сме и сме на интензивно доење. Бевме на преглед ке педијатар во Скопје и имаме интолеранција на лактоза.
се уште се столиците зелени, слузави и течни. Дали може веќе да почнеме со кашички и кои кашички би не ги препорачал докторот? Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисијата. 4 месеци, мислам. 4 месеци рековте, така? 4 полни? Се исклучи гледачката. Еве, може кажете ви од кога препорачувате да се почне со... Ја препорачувам после петиот месец. Значи, одговорот е сега за сега без разлика, не е да има интолеранција ако е тоа навистина диагностицирано. Има многу често ситуации на интолеранција на лактоза кај бебињата, меѓутоа нешто што е веднаш да кажам и од пракса и така пишува и во студиите кои се правени дека се работи за интолеранција која најчесто е транзиторна, значи поминува. Минлива е. Треба да се надмине со давање на соодветен препарат кој го надоместува тоа што недостасува, тоа е ензимот лактаза кој учествува во варењето на млечниот шекер и да се интервенира евентуално ако се работи за дете кое е на вештачка исхрана, има специјални млека, тоа се тие безлактозни млека кои веќе беа спомнати, доколку навистина е таа диагноза да се даде и таков тип на млеко, меѓутоа треба да сме сигурни да имаме поставено диагноза, постојат испитувања кои тоа се прави. Важно за овој период сега, значи треба да се помогне со внесување на ензимот од надвор со специјален препарат, тоа е лактазата, ензимот и да евентуално се интервенира со безлактозно млеко, а по однос на внесувањето на кашичките нема никаков проблем. Тоа треба да се направи некаде после 5 или после 6 месец и повторувам уште еднаш, голем број од овие интолеранции се минливи и очекувам и тука да биде таква состојбата. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната тема. Почитувани, останете на телевизија Телма. Продолжува магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Доктор Душко Фидановски, специјалист по педиатрија, неонатолог во Аџибадем Систина е нашиот денешен гостин, со кого разговараме за коликите, инфантилните колики, односно грчевите кај бебињата, но исто така тој ни дава појаснување што е нормално, а што не во пеленската содржина, односно како треба да изгледа столицата во детска возраст. Докторе, понекогаш се случува, како што можевме да слушнеме и од гледачите, бебето да има зелена столица. Првиот сомнеш на родителите, од она што ќе го прочитаат на интернет, е дека нивното бебе е гладно. Има ли поврзаност на гладта со бојата на столицата, односно со зелената столица? Да, не внесувањето на доволна количина на храна, на млеко, ако се работи за првите месеци. Обично оваа зелена столица ја гледаме првите денови по излегување од болница, нели, која ќе биде испишана од породилиште бебето. Може да се појави столица која е малку позелена, меѓутоа тоа е столица која што е остаток од она прва меконијална столица, каква што со која е исполнет дигестивниот тракт на бебињата после раѓањето и додека не се исчисти таа содржина, столицата може да биде со примеси на зелено, а потоа веќе станува онаа жолта боја каква што треба да биде. Од време на време може да се појави зелена столица, а може да е причина недоволен внес на храна. Таа има еден изглед така, е потечна, има она зелена боја, како тиња велиме ние, нели, боја на столица. И обично нема формиран дел, тоа може да биде веќе гладна столица. Меѓутоа, зелена столица може да се појави и кај деца кои што нормално се хранат, посебно кај бебиња кои што имаат изразени инфантилни колики грчеви, може да биде во периодот кога се поинтензивни тие колики, да тогаш има една или две столици да бидат зелени, а другите да бидат жолти. Обично тогаш се појавува таква состојба. Секогаш треба да се праша дали сите столици се зелени или една само две во текот на денот и обично тоа се поклопува со периодот кога бебето ги има тие стомачни тегоби, тогаш се појавуваат зелените столици, а секако и тоа кое што ако се работи за дете кое што е на мајчино млеко, големо влијание врз бојата на столицата има и тоа што мајката го конзумира, дали е тоа овоше, зеленчук, некои лекови, препарати, витамини, така да и тоа може да има влијание. А што е со децата кои што се на дохрана? Дали може да имаат зелена столица како резултат на храната што ја примаат? Да речеме спанак имале. Да. Кога ќе се почне со внесувањето на
Другата храна, цврстата храна ја велиме ние, нели? Тоа е зеленчукот или овошјето. Нормално е да се смени изгледот на столицата. Таа веќе нема да биде нити по конзистенција, нити по мирис, нити по изглед иста како што била до тогаш. Значи бојата може да биде и зелена, може да биде и кафеава, зависно од тоа што бебето може ли да биде црвена, на пример ако детето јадело цвекло? Може да биде црвена, да, може како да бидат сигурни родителите дали е од храна или пак веќе се исплаша да нема крв? Во столица се гледа, мислам, присуството на крв во столицата е обично се јава како нишки црвени, како во дел од столицата, или на самиот памперс се појавува. Тоа е обично крв која што потекнува од долните, велиме ние, партии на дигестивниот тракт, значи од дебелото црево или од пределот ректум анус. И најчесто е поврзана со малку потврдата столица или кај децата кои што се на вештачка исхрана може да дојде до оштетување на слузницата, на цревото и малку да прокрвари, така да има примеси на крв. И тоа е розева, црвена боја која што се разликува од столицата која што е обоена заради храна. Целата столица може да има некаква црвеникава боја ако се работи за боење од храна и се разликува од ова што го велам ја крварење. Ако потекнува крвта од погорните делови на дигестивниот тракт, значи од некаде од желудникот, каде што има и желудечна содржина и ензими други, тогаш бојата на таа крв не е црвена, него е повеќе темна. Како кафе, велиме ние како кафе, како талок од кафе. Тоа е веќе знак за можно крварење од горните делови на дигестивниот тракт. Доколку детето прима некаков додаток со железо, може ли да се промени бојата на столицата? Да, секако. Очекувано е да се измени и изгледот и конзистенцијата на столицата. Столицата ќе биде потемна, зелена може да биде или пак да биде темна. Баш како овој талок од кафе што го реков, како при крварење, веќе се работи за препарат на железо најчесто. И ќе се измени, може да се измени и по конзистенција. Може да биде, најчесто станува поцврста. Меѓутоа некогаш може да биде и потечна, али меѓутоа најчесто децата што се на препарат на железо имаат поцврста столица. Ако е тоа екстремно, да речеме бојата на столица да се смени, детето има стомачните гоби, може да се јават грчеви, да нема празнење секој ден, а до тогаш имало секојдневно празнење, дури се препорачува во такви состојби да 2-3 дена се прекине препаратот што го прима, бидејќи тој се препорачува континуирано се зима најмалку месец или два ако се лекува анемија. 2-3 дена да се прекине, па потоа повторно да се продолжи за да му дадеме време на дигестивниот тракт да се соземе, нели, од тоа што го добил како атак, тоа е препаратот на железото. Некогаш во столицата на детето можеме да забележиме слуз. Проблем ли е тоа? Може да и е нормална појава, значи да се појави во првите недели од животот или првиот месец-два, кога таа адаптација се уште е присутна на дигестивниот тракт на млекото. Може да е слуз кој потекнува од дишните патишта. Многу често деца кои што се настинати, кои што имаат секрет во носот, во грлото, тој го голтаат и тој потоа го гледаме тој секрет во столицата, а може да е и последица на некакви пореметувања во варењето, во дигестијата, во апсорбцијата, а и да е знак на некакви инфекции стомачни или бактериски инфекции на цревата. Исто така слузот може да е. Така да секогаш треба да се наблюдува, велам ја, големата слика, нели, да се видат сите делови од мозаикот. Освен тој податок за слуз во столица, дали имаме и други некаквите гоби кај тоа дете, како изгледа тоа дете, како напредува, да се дојде до тоа дали се работи за нешто што може да биде аларм или ќе речеме ова е некаков период минлив кој што ќе го надминеме. Значи треба да се големата слика да се добие големата слика. Имаме гледач на линија, ајде да му дадеме предност, а потоа ќе го поставам јас моето прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Да. Поздрав до докторот и до водителката. Јас ќе ве замолам само да го намалите тонот на телевизорот, за да можеме нормално да комуницираме. Тонот на телевизорот. Сега?
Сега во ред ли? Да, сега ве слушаме одлично. Кое е вашето прашање? Моето прашање е, јас сум баба на внуче, 7,5 месеци. Така? 7,5 месеци е детево. Сега почнавме со храна, да го храниме, меѓутоа детево сега многу има тврда столица, запек. Така, па што да преземете во овој случај? Да, во овој случај, значи, бебето јаде све 7,5 месеци, почнавме и доручек и вечер. Така, но му се промени столицата? Пие млеко Актомил, значи... Надаптирана формула е? Добро. Да, сега ме интересира докторот да го прашам, сакам, што е проблемот детето ноќеска многу плачеше, по 3 дена не може да оди, има многу тврда столица. Добро, ви благодарам за поставеното прашање. Докторе, кај децата што се на цврста храна, кога ќе се јави ваков проблем, што советувате? Да. Значи да се избегнува храна која што може да направи обстипација. Тоа е познати работи се, као да речеме морковот, може да направи таков проблем, компирот во голема количина, бананата може да направи проблем, значи да се дава храна која што прави помека столица, да речеме тоа е брокулата, да се даде карфиолот и да се избегнуваат од овошјата исто така треба да се внимава да се дава, да речеме сливата, веќе еднаш ја спомнав, дури може да се направи комбинација на сладко-солен оброк, значи во солениот оброк тоа е зеленчукот, па ако треба и месо, ако има, дури да се внесе и нешто од овошјата, како што е, например, сливата, која ќе помогне малку во пасажата да биде подобра и да се дава секако, значи уште еднаш ќе го спомнам, пробиотикот, да се користи пробиотики, дури и во вакви ситуации кога имаме ситуација на обстипација и да се хидрира многу добро детето, бидејќи слушнавме дека ова дете е на вештачко млеко. Многу често кај децата што се на вештачко млеко и што се дохрануваат, односно се внесува друга храна како што е зеленчукот, овошјето, па и месото и 3 оброка овде како што слушнавме, нема доволен внес на течности. Значи дали тоа ќе биде во форма на некаков чај кој што се препорачува за бебиње или обична вода, посебно вода е потребно хидрирање дополнително кај децата кои што се на вештачка исхрана. Кај тие што се на мајчино млеко нема потреба, меѓутоа дополнително внесна вода и дехидрираноста практично кај детето може да биде една од причините за овие тегоби што ги кажа гледачката. Докторе, често пати родителите кои што имаат бебе со проблем со празнење на цревата, кое што пие адаптирано млеко, прашуваат дали можеби млекото треба да направат поретко, значи да додадат повеќе вода за се реши проблемот. Тоа е погрешно, да, не треба такво нешто да се прави. Тоа се препорачани количини с размер помеѓу прашакот и водата, кој не треба да се менува, бидејќи ги менуваме калорискиот внес и хранливите состојки на тој начин, така да погрешно е да се направи помала концентрација. А се случува ли да препорачате да пробаат со некое друго млеко? Да, постојат специјални, тоа се веќе во групата на така наречени специјални млека, кои што прават малку по-мека столица, кај тие кои што имаат навистина изразени стомачни тегоби, тоа се потенцира, имаат обстипација, имаат многу болки, постојат млека кои што спаѓаат во групата на така наречени специјални млека кои ги препорачуваме, кои помагаат во овој случај да столицата биде помека и бебето да ги нема тие тегоби кои што ги има. Постои такво нешто. А што е со оние сирупчиња? Ги има и на природна база за полесно празнење на цревата? Не, тоа не се, предпоставам дека мислите на овие сирупи и капки кои се даваат за намалување на стомачните тегоби, иначе како сируп да се даде за да се испразни, посебно во првата година, такво нешто не се препорачува. Но да речеме кај децата кои што се веќе значи, поголемите година. Да, поголемите деца се даваат точно, се даваат сирупите кои што се на база на шекери, практично малтозата е главниот состав кој што ја забрзува перисталтиката и ја омекнува храната. Не се тоа лаксативи кои што се даваат за да дојде до промптно празнење, туку се даваат на подолго време за да се воспостави една понормално празнење и да се намалат тегобите, така да
Тоа го препорачуваме доколку сметаме дека се друго е во ред, дека причината лежи токму во помрзливи црева, нели така да ги наречам, и дека треба на тие црева да им се помогне, дека е се во ред со исхраната, дека е таа избалансирана, дека доволно течности примаат, дека прима зеленчук, дека прима овошје, месо и се што треба. И ако се восстанови дека сето ова е во ред и хидрацијата е добра, тогаш се препорачува да се даде како сируп или прашак, постојат како избор, за да во одреден временски период, обично тоа трае неколку денови, недели, додека не се воспостави, додека не се регулира повторно столицата. Постои такво нешто, да. Ке помалите деца, кои што почнала до храната, односно кога се веќе на цврста исхрана, понекогаш во столицата може се најдат парченца храна. Значи зборуваме кога веќе почува да јадат парченца храна, не изблендирана. Или пак цели зрнца грашок. Да. Родителите ќе забележат во пелената. Дали е тоа проблем? Не е проблем, меѓутоа се уште, значи, храната не е добро сварена, посебно ако се даваат парченца храна, така да не представува никаков проблем, не треба да ги загрижува, родителите, се ќе си дојде на свое место понатаму, не треба да представува грижа никаква, ако нема некои други дополнителни некакви патолошки знаци, треба секој да се гледа големата слика, да. А кога да се очекува бебето да воспостави нормален ритм на празнење на цревата? Да се нормализира како кај возрасен човек, да речеме. Па, сега реков, секој период од животот си има нешто што е нормално. Така да во првите месеци е нормално да има почесто празнење, понатаму бројот на столиците се намалува. Бројот на столиците се менува и по број на столици, се менува изгледот на столицата, мирисот се менува. Така да сето тоа би требало да дојде на свое место некаде после 5-6 месец, дефинитивно, кога таа адаптација завршува и кога веќе дигестивниот тракт е спремен да ја прими било каква храна која даваме, веќе тоа период кога внесуваме веќе друга немлечна храна. Затоа е токму заради тоа и препораките се што подоцна да се внесе немлечната храна. Порано се внесуваше многу рано. Кога почнував јас да учам педиатрија, се внесуваше во првиот месец. Толку рано? Да, во првиот месец, па потоа се повлече тоа на 2 месеци, на 3, на 4 месеци, сега препораките се до 6 месеци да се биде само на млеко, најдобро ако биде на доење, тоа е ексклузивно доење, само млеко и ништо друго во првите 6 месеци, па потоа да се отпочне токму заради тоа што се смета дека тогаш дигестивниот тракт е комплетно спремен да ја прифати таа друга храна што ние ја даваме. И сосема накратко, ако родителите кои што не го дојат своето млеко се одлучат да не користат адаптирана формула, и да воведат што велат природно кравио млеко или пак млеко од тетра, пак можат ли да направат проблем со столицата? Да, апсолутно. Во никој случај во првата година да не се внесува обично пастеризирано е тоа млеко или хомогенизирано, или она тетра пак што го викаме ние, кои што се полутрајни, никако во текот на првата година. Ако треба да се додаде млеко, тоа е секако веќе избор формулите, некои од формулите кои што ги имаме на располагање. Дури после првата година може да се размислува на внесување на обично млеко. Тетра пак. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување, на вистина многу корисни совети и препораки за сите родители со мали деца, бидејќи големи грижи создаваат нерегуларностите во содржината на пелената. Благодарам на поканата. Се надевам дека успеавме да помогнеме да укажеме на некои работи кои што се очекувани, да речеме, и кои не треба да представуваат голема грижа, иако се секако, и да помогнеме со тоа што ги дадовме советите да се надминат што полесно овие месеци на вистина тешки. Не можем, нормално е секој го поминал тој период и не можеме да кажеме дека на вистина не представува никаков проблем за родителите. Никој не сака да го гледа детето да има некаков проблем, иако е тој очекуван, да речеме. Така, ви благодарам уштено за гостувањето. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Се гледаме секој понеделник во 12:45 кога добивате корисни совети и препораки за здравјето на вашето бебе и дете. До гледање.